присуство на јавноста, на медиумите, да истета нешто во моје име како председател на Судскиот совет, а воедно и во име на целиот Судски совет. Судскиот совет на Република Северна Македонија со мене како председател ќе покаже дека ќе ја зголемува транспарентноста и отчетноста во работењето на Советот. Тоа ќе го покаже времето, почитувани медиуми. Во текот на вчерашниот ден, со реакција за транспарентноста, се јави Сдружение на новинари на Република Северна Македонија дека неоправдано биле отстранети камерите и дека Советот се затвара за јавноста. Но мора да потенцирам, почитувани, дека јавноста беше присутна преку новинарите, невладните организации, но заради големиот број на присуство на камери, бевме некаде околу 10 камери присутни, што значи дека стручните служби со водадениот простор, со потешкоти си вршеа својата работа. Сведоци сме дека почнавме со работа, со присуство на новинарите, со присуство на камерите, но сведоци сме и дека при одбивањето на работите должности на дел од службите тешко се вршеше движење при ждребувањето на работата за формирање на комисии. Ве молам, тоа е факт, тоа го знаеме сите, но како е пласирано, тоа ќе оставам времето ќе покаже. Само ќе потенцирам, почитувани медиуми, дека овој состав на Судскиот совет, а јас како председател на овој состав, како председател на Судскиот совет, ви гарантирам, а тоа времето ќе покаже за кратко време, дека ќе бидеме исклучително транспарентни, ќе бидеме со вас заедно да се бориме за вистината, за работата за која што работиме и за постигнатите и резултатите кои што ќе следуваат. Затоа само ќе потенцирам уште еднаш, колеги, односно ние од медиуми, само сите заедно со исклучително транспарентна и отчетна работа заедно ќе постигнеме добри резултати. На денешната седница е присутна и камера од МИА. Јас вчера после седницата барав да има присуство на камера и да се пренесува во директно, во живо седницата, не само ова, и во едина ве повикувам редовно да не следите и да ги снимате нашите седници. Јавноста е тука, се додека со закон тоа не е забрането. Но ќе потенцирам и тоа дека, како председател, наитно, уште денес, ќе стапам во контакт со представниците од МИА и ќе обезбедам средства преку судски буџет да имаме секогаш редовно. Тоа е моја замисла, очекувам дека колегите од Советот ќе ме поддржат, за да во иднина редовно се снимаат седниците и да се пренесува преку МИА кој е заинтересиран од медиумите да го пренесува и да го презема тој материјал. Ве замолувам на професионалност, ве замолувам на коректност. Ние како Совет ја пружаме раката да бидеме коректни и транспарентни. Ве замолувам од страна на медиумите да го тоа следиме коректно и професионално. Каде сме за критика, ќе се критикуваме, а каде имаме резултати, тоа мора да го споделиме со јавноста. Ќе потенцирам, почитувани, јас сум само 3 дена председател на Судскиот совет. Се уште не сум легол во кабинетот, тоа го знаат моите колеги. Не заслужувам таков пристап како човек, како судија, како председател на Судскиот совет. Затоа, повторно ја повикувам, времето ќе покаже дека ќе имаме редовни брифинзи, ќе имаме изјави, ќе имаме транспарентност, ќе имаме одговори на прашања за кои што се јавноста така интересни и кои што очекуваат од нас резултати. Повторно ќе речам, дајте шанса, а ние пружеме рака да работиме заедно и да се работуваме. Ви благодарам. Колеги, спремни сме, можеме да почнеме во тој дел со тоа што ќе евидентираме дека сте присутни. Судијата Милјана Радевска-Степкова, судијата Ханиф Зендели, судијата Зоран Герасимовски, судијата Мери Радевска, судија Лорета